Следите поинакви вести на Слободен печат. Нема ништо страшно во тоа модно женско студио да ги прави униформите за македонските полицајци, вели министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Сепак, за многумина е страшно што женското студио е отворено само 20 дена пред тендерот за униформите да се објави. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски реагира и се става во одбрана на тендерот за униформи за специјалните единици кои го доби женското модно студио од Битола со двајца вработени и фирма формирана 20 дена пред распишувањето на тендерот. Сторијата ја објави 360 степени после што следуваа партиски реакции од СДСМ и од Левица, кои засебно изразија сомнеш за неправилности и договорени набавки на овие полициски униформи. Во прилогот на 360 степени беше јасно наведено дека се работи за рамковна спогодба од 2,1 милиони евра, што значи дека тоа е максималната сума што МВР ќе искористи во наредните 3 години при набавката на униформите на специјалците од Битолското женско модно студио. Теоретски можно е да не се искористи целата сума, туку само дел од неа, а можно е да не се набави ниту една униформа. Министерот Тошковски во својата реакција на Facebook вели дека нема ништо спорно во тоа што тендерската документација, односно условите кои биле поставени при тендерот биле такви што на нив можело да се јават и мали фирми. Клучни според него биле мострите што фирмите добитници ги доставиле, а кои поминале процес во акредитирана лабораторија. Во однос на обвинувањата поврзани со тендерот за набавка на униформи за специјалните единици, важно е граѓаните да ги знаат фактите јасно, прецизно и без политички манипулации. Најпрво, важно е да се истакне дека МВР нема склучено договор за директна, еднократна исплата на наведената сума одеднаш, туку склучена е рамковна спогодба која представува максимална вредност за набавка во наредните 3 години. Разликата е клучна, самата рамковна спогодба не предизвикува директна финансиска обврска за Министерството, односно финансиски обврски се преземаат само кога ќе има реална потреба и се склучуваат посебни поединечни договори за конкретни нарачки со динамика на испорака според потребите, пишува Тошковски. Потребна е креативност за надминување на проблемот со Бугарија, барем така тврди председателката Гордана Селјановска-Давкова. Австрија е подготвена да разговараме за изнаоѓање креативно решение со Бугарија и смета дека во моментов најважно за Европската Унија е политиката на проширување да се спроведе, вели во интервју за Слободна Европа председателката Гордана Селјановска-Давкова. Според Давкова, министерката за европски и меѓународни работи на Република Австрија Беате Мајнел Рајзингер за време на средбата во Скопје минатата недела изјавила дека би сакала разговорите за решавањето на овој спор да се случат во Виена. На прашањето дали сме поблиску или подалеку од пред една година од почетокот на преговорите за членството во Европската Унија, со оглед дека бугарската влада потсети оти условот за вметнување на бугарското малцинство за почеток на преговорите за членство не е единственото барање на Софија за овој процес, председателката Селјановска вели дека не може прецизно да одговори. Не можам со една реченица прецизно да ви одговорам. Зошто? Бидејќи ако речам дека сме подалеку или поблиску, тоа не е вистинскиот одговор. Бидејќи понекогаш далечината или близината е многу релативна. Зошто не значи дека ако почнеме ние преговори дека тоа навистина ќе значи исчекор. Во исто време може да дојде и ново барање или пак како што досега се случуваше, да следат процеси кои ќе го оневозможат нашето договарање за кластерите и за поглавијата. Најчесто прашање до мене однадвор е дали ќе има уставни измени и мојот кус одговор е не можам да гарантирам, бидејќи не сум апсолутен монарх. Значи, по мене барањето однадвор уставни измени е спротивно на темелните вредности и принципи на Европската Унија, вградени во договорот за ЕУ, вградени во Лисабонскиот договор и во повелбата за фундаментални права, бидејќи таму има обврска или ветување дека ЕУ ќе ги почитува уставните и политичките структури на државите или дека ЕУ ќе го почитува националниот и културниот идентитет и дигнитетот и интегритетот, вели Селјановска-Давкова. Лидерска средба се смета за средство за подигнување на рейтинг или барем така мислат во ВМРО ДПМН. Нема потреба за нова лидерска средба.
велат од партијата по најавата на лидерот на СДСМ Венко Филипче дека ќе предложи конкретни точки за што би требало да разговараат најголемите политички партии на заеднички состанок. Лидерска средба имаше пред само 1 месец и сметаме дека нема потреба за истото. Доколку Филипче сака да си прави средби со своите коалициони партнери, може да го направи тоа со Али Ахмети, со Таравари или со Димче Апасиев, рече Валентин Манасиевски, член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Вчера Филипче од Охрид најави дека во понеделник на Националниот совет за евроинтеграција со кој представа во собранието ќе предложи агенда со неколку точки поврзани со реформскиот пат и националните интереси, кои според него би требало да се дискутираат на лидерска средба со најголемите политички партии. Јасни се пораките од ЕУ. Сите укажуваат дека патот по кој треба да се движиме е јасен. Додека чекаме и не правиме ништо, се што се случува е само губење на време. Младите тоа го гледаат и го доживуваат како дополнителен стимул за побрзо иселување. Никој повеќе од младите генерации нема да ја гледа својата иднина во Македонија ако не направиме ништо за да го откочиме евроинтегративниот процес и заеднички да работиме за унапредување на многу сфери во нашата земја, што ќе го направи животот подобар и поквалитетен, кажа Филипче. Таравари му диагностицираше анксиозност на Фетај, а Фетај вели Таравари направил пазар со Али Ахмети за моќ. Продолжува сагата во Алијанса за албанците. Председателот на Алијансата за албанците Арбен Таравари на својот Facebook профил реагираше по пресконференцијата на вице-премиерот Арбен Фетај и како што вели неговата група од помалку од 40 луѓе по одлуката дека Алијансата за албанците е дел од владата. Таравари во објавата посочува дека поранешните сопартијци чувствуваат мешавина од вознемиреност и вина, а ги потсети и на одржувањето на локалните избори во октомври, на кој, како што вели, ќе победи. Анксиозноста е најлошото чувство кое човек го доживува, особено кога е измешано со чувство на вина. Продолжуваме помирно и посигурно од кога било кон октомвриската победа која е блиску, многу блиску, напиша Таравари. Владеачката социјалистичка партија на Венецуела, предводена од председателот Николас Мадуро, освои речиси 83% од гласовите на парламентарните и регионалните избори. Како што е наведено, представниците на опозицијата освоија контрола само врз една гувернерска единица од вкупно 24. Агенцијата потсетува дека пред изборите опозицијата ги повика гласачите на бојкот како знак на протест против резултатите од минатогодишните председателски избори. Еве што ќе можете да гледате денеска на YouTube каналот на Слободен печат, новото издание на спорткастот во кој што денеска ќе гостува Енис Фазлагич, кој што е активен млад фудбалер. Исто така ќе можете да погледнете што мислат граѓаните. Дали пред се сакаат да јадат здрава храна или пак избираат брза храна? Дали секојдневието влијае на тоа како се храниме? Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добре дојдовте во 14-тата епизода на Спорткаст со Стефана Слободен печат. Оваа епизода, ова издание ќе ја слушнеме спортската приказна на еден млад и талентиран фудбалер кој од Велешкото Горно Ризари стигна до полската најсилна фудбалска лига. Со мене во студиото е Енис Фазлагич. Стефан, драго ми е. Енис, здраво, како си ми? Добар ден, да ве поздравам сите, да ви се заблагодарам на поканата. Драго ми е што сме тука и што ќе поприкажеме некои приказни и ќе научиме некои работи еден друг така. Ние сме иста генерација, 2000-та, и со мои другари кои што заедно сум учел, кога ќе прашам кој е најталентиран фудбалер во 2000-та годиште, секогаш ми кажувале Енис Фазлагич. Благодарам на тие зборови, комплименти е тешко да се прима, ама имаше многу играчи, 2000-та генерација, многу талентирани играчи и сега благодарам на тоа, ама стварно имавме добра генерација, може немавме толку
голем успех на европска сцена, на европски квалификации, ама секогаш бевме блиску да се пласираме у елитна рунда тогаш на тие надпреварувања. Доста играчи има. Доста играчи стварно и стварно добри играчи, како и секоја генерација што има добри играчи. Преферирате здрава или брза храна? Здрава. Здрава. Брза. Поздрава. Здрава храна. Здрава, нормално, брзо. Здрава, ali nemam vremena pa onda često idem na brza. Чија или плескавица? A pljeskavica. Pljeskavica. Čija? Нисум по... Сега зависи плескавица како е подготвена. Дали е на скара, дали е нешто брзо. Така да, нормално. И чија и плескавица, без разлика што е. Čija? Секој ден. Чија. Čija? Чорба или бургер? Čorba. Колачиња здрави или извината? Гораби или здрави колачиња? Zdravi kolačinj. А кебапчиња или салата повеќе? Јас сум и за тоа. Така да, најнормално пуске бабчиња и салатата. Тоа пак не може само на салата, не сум. Мешано, да. Сакате повеќе чорба или бургери? Чорба. И повеќе колачиња или здрави барови, здрави колачиња? Нормално здрави, тоа е факт. Кебапчиња или салата? Kebab. Колачиња или здрави барови? Kolač. Кебапчиња или салата? Salata. Чорба или бургер? Čorba. А здрави колачиња или гораби? Zdravi kolačinja. Чорба или кебапчиња? Kebapčinja. Кебапи или чорба? Čorba. Здрави колачиња или гораби? Ne jedem kolače.